Моето патешествие низ Македонија ете ме донесе во југозападниот дел во регионот Преспа. Дојдов во регионот Преспа поодблизу како што се вели да се запознаам со незиното минато, сегашност и ако може така да речам незината иднина. Наминав да прошетам низ незиното време и простор, наминав да го видам едно многуте совршени нешта што ги создал Господ, од неговите солзи радосници, од неговите поројни капки солзи, кои паднале и се стакалале во дел од ова парче земја и врз народот кој со векови живее на ова парче земја, која се вика Македонија, а себе си се нарекува македонски, да се восхитувам од убавината на собственото дело на Создателот, од чии негови две капки проронати солзи, радосници, кои капнале од неговите очи и се стакалале од двете страни на Галичица, создавајќи две езерски и планински очи, очи на Македонија, Охрид и Преспа. Моето патување низ Божиот и земен рај, Преспа, низ незиното време и простор, низ незиното минато, сегашност и иднина, низ овој Божи и земен рај, кој го создал Господ, а во овој Божи и земен рај, барем за миг ќе можете да уживате вие, драги мои, низ неколкуте документарно-патеписни репортажи кои ќе следуваат како дел од новиот документарно-патописен серијал Преспа, Божи рај и земен крај. Не ќе можев да ви ја доловам ако ова мое ново патешествие во овој крај не беше срдечно поддржано од страна на единицата на локалната самоуправа, општина Ресен, предводена од незиниот градоначалник Ѓоко Стрезовски, а се разбира и од Миле Кочовски, капетан на езерскиот брод Еко-мониторинг Преспанско езеро, Борче Лазаровски, Горан Стојановски и Тони Ѓепешковски, членови на тимот ренџери од Преспа, чиј тим е во состав на Паркот на природата Езераниот Ресен. Откако завршиме со предпојдовните подготовки низ регионот Преспа, пред да ги направиме првите аудио и визуелни кадри од новиот документарен патописен серијал за регионот Преспа, моите домаќини, а воедно и водичи низ Преспа, ренџерите од Преспа ме замолија првите аудио визуелни кадри за Божиот рај и земјен крај Преспа да ги започнеме од Горна Преспа, пловејќи низ горно преспанските езерски води, движејќи се низ горното преспанско езерско крајбрежје, од каде што навистина човек ќе се восхити од Божиот и земјен рај на Горна Преспа, од незиното време и простор, од незиното минато, сегашност и иднина, ќе се восхити од овој Божи и земјен рај кој го создал Господ, каде што за ова парче земја легендата вели дека Севишниот Бог, барајќи си место за починка и одмор, барајќи си место за преспив во својата земја, наоѓајќи го тоа место токму тука и сам му дал име Преспа. Нивниот предлог со големо задоволство го прифатив. Навистина, драги мои, моите ренџери беа во право. Да се најдеш во горно преспанските езерски води, да ја гледаш Горна Преспа на дланка, да го видиш тој навистина Божи рај кој Господ го создал, треба да си овде, тука во ова парче земја на Македонија, да се доживее и да се види. Драги мои, преку објективот на нашава камера, ве препуштам да уживате и вие малку. Додека со мојот поглед го пратев хоризонтот кој ме обкружуваше, додека со мојот поглед ја разгледував колоритната убавина која природата му ја дарила на овој регион, моите сознанија за Горна Преспа, преку моите мисли, заедно со колоритната убавина која му ја дарила природата на овој крај, како на филмска лента или како на аудио лента, во една целина непрекинато се составуваа. Верувајте ми, без никаква монтажа, се вклопуваше онака природно, онака како што со векови постои овој рај.
Регионот Горна Преспа од памтивека има важна геостратешка положба. Низ овој регион минувал познатиот пат Вија Игнација. Покрај него биле изградени неколку населби и попатни станици. Една од попатните станици била и попатната станица Стење, од каде што во вистинска смисла на зборот, одовде, од туристичката населба Стење, ја започнуваме репортажата за Горна Преспа, сместена на западниот брег, на западните песочни плажи на Преспанското езеро, во подножјето на планината Галичица, на само 3 километри од албанската граница, на само 23 километри од општина Ресен, каде што во него постојано живеат околу 400 жители во 100 куќи, додека пак во речиси стотината викендички уште толку мештани кои не се по потекло од овој крај. Стење е мощно старо населено место. Дека навистина ова туристичка населба е мощно старо населено место, зборуваат многуте легенди, кои се пренесуваат од памтивека од колено на колено меѓу населението од ова село, е и легендава во која се вели дека името ова населено место го добило по карпите, по големите карпи, по големите стени, како што мештаните до ден денешен ги нарекуваат големите карпи кои се наоѓаат во непосредна близина на нивното родно село. Стење представува природна и културна ризница на Горна Преспа со голем број цркви и археолошки наоѓалишта. Меѓу нив се црквата Свети Атанасије, која се наоѓа на самиот влез на селото, изградена во 16 век, и црквата Свети Кирил и Методија, која се наоѓа во самото село, изградена врз темели на постара црква во првата деценија од 20 век, како и археолошките локалитети. Археолошкиот локалитет Свети Атанасије, кој се наоѓа на 1 километар јужно од селото, крај патот за селото Коњско, во непосредна близина на истоимената црква Свети Атанасиј, подигната во 18 век, каде што неодамна на овој археолошки локалитет при трасирањето на патот Стење Коњско исто така се откриени остатоци од постар христијански објект, црква градена со камен и варов малтер, како и мермерна плоча со врежан грб, со предпоставка дека овој христијански храм датира од 10 век. Локалитетот Кула, кој се разпостила јужно од Стење во непосредна близина на летувалиштето Царина, представува средновековна тврдина од среден век, која во средновековието се издигала на висок рид со зарамнето плато, каде што остатоците од овој средновековен бедем се гледаат и денес. Археолошкиот локалитет Лозјата представува населба од неолитско време, се наоѓа 2 километри западно Стење, каде што се забележуваат фрагменти од керамички садови и голем број орудија од камен и кремен. Неколку километри од Стење, во карпите високи 3 метри, гостите може да ја видат фреската на Света Петка. Селаните велат дека фреската е таму откако памта за себе, а според легендите ја поставил рибар што се спасил од бура. Тој видел светлина и успел да дојде до местото од каде што доаѓала. На тоа место поставил икона на светицата што го спасила. На само неколку километри во прекрасната околина на оваа туристичка населба се наоѓа манастирот Свети Илија. Во непосредна близина е и убавата плажа Лиса, до која најчесто се доаѓа со чамец. Малку подалеку, на 8 километри оддалеченост од селото, се гледа островот Голем град, со прозир на вода и плажа од бели заоблени камчиња, гледка што изгледа речиси волшебно. Стење представува ризница на природни убавини. На само 2 километри западно од Стење, високо над селото се извива македонската горостасна убавица Галичица со нејзината највисока кота врвот Магаро на околу 2000 метри надморска височина, од каде што навистина човек ќе се воскити од Божиот и земен рај Преспа, од незиното време и простор, од незиното минато,
сегашност. Да се најдеш некаде на над 2000 метри надморска височина, на врвот Магаро, на Галичица, и отаде да ја гледаш преспа на дланка, да го видиш тој на вистина Божи рај, кој Господ го создал, треба да си овде, тука, во ова парче земја на Македонија, да се доживее, да се види. Драги мои, преку објективот на нашата камера, и овој пат ќе ве препуштам да и самите вие да уживате и вие малку. Наречи си 8 километри јужно од Стење, распослан како голема школка, еден и единствениот така наречен пуст остров Македонија, поточно речено ненаселен од човечкиот род, среде преспанските езерски води е островот Голем град. Голем град е едно од најатрактивните места со остатоци од населби од неолитот, хеленистичкото и римското време и средновековието со континуиран живот од 20 века. Сепак, она по што Стење е најпознато е по бистрите преспански езерски води, по песочната плажа долга 853 метри, по многобројните подземни извори. Стење ве асоцира на познатиот преспански крап, познатата сушена белвица. Стење ве асоцира на неизбежно и вкусно џоблезе, како што некои го нарекуваат тури потпечи. Домаќинките тука се уште месат домашен леб во фурна, со мезе на стејнски начин, неизбежните циркони и питулици со лук и вода. Во околината може да се наберат и вкусни црни дудинки, капини, шипинки, дренки и разни треви за чај, како рузмарин, нане, фоја, мајчина душичка и други шумски плодови. Стење секако ве асоцира на познатиот преспански десерт, на познатите сочни преспански јаболка. Дојдете во Преспа, дојдете во Стење да видите што е убавина и рај, сега моментално. Овдека во Стење е најубаво за туризам. Најубаво. Јас имам викендичка во Стење, затоа и доаѓаме после секој годишен одмор. И тука сме 10 дена. Што ве привлече да направите викендица и пред колку време вие направите? Климата. Климата во Стење, значи идеална надморската висина, планината Галичица, езерото. Така да склоп на многу фактори кои придонат. Каде живеете или ќе постојано? Во Скопје. Во Скопје, Скопје, во Ѓорче Една Петров. препорака до сите скопјани, не само во Скопје, пошто во Скопје живеат сите поголем дел од Македонија. Една препорака, Македонија има многу убавини. Дали е добро да се дојде да се посетат и убавини? Освен оние реклами што дава, Па, да. видете ако ќе даси, појдете во Египет, а нашите убавини не ги знаеме. Така. Треба секој жител, граѓани на Македонија ги запозна убавините на својата земја
која има многу убавини, како што рековте, меѓу кои се нели Охридското езеро, Преспанското, Крушево и ред други. Во Источна Македонија има многу, Дојран и така натаму. Да. Дајде, Мила, дојде на омо. Зашто не бев спремна? Стење ве асоцира и на чистиот воздух, каде што само овде во Стење ќе можете да се надишите чист воздух. Стење е уникатна воздушна бања. Стење е мевлем за оние кои сакаат да најдат мир во бескрајното синило на преспанските води. Стење може само да ве врати на корените, во минатото, во времето кога едноставно човекот живеел во сојуз со природата и обратно, таа со него, како што е ова сенародна прослава во црквата Света Недела во местото Сиркан, на која не можевме да ја одолееме и ние, а да не и се придружиме. Нашата сојна куќа, нашето огниште, тука си ме срекни, тука си растеваме, и нашето дрво расте на старото скришно место, кај што се љубеме. И најна се ќе згасне, и летото ќе се смири. Тука сме пред црквата Света Недела, село Шурленци, Сирхан. Денеска е празникот Свети Великомаченица Недела, затоа се собравме во таа чест на оваа светица да ја дадеме почит како христијани за овој ден. Село Шурленци, Сирхан од 2004-2005 мештаните покрај од ова село заедно со пријателите, со градот Ресен и сите наши роднини пријатели од другите континенти секаде каде што не има земјава, помогна, направивме напор да го изградиме овој верски христијански храм Света Недела Великомаченица. Од 2004, односно 2005, па се до ден денес, вака на овој начин го прославуваме овој христијански празник, односно нашата заштитница Светата Недела. Празникот се слави на тој начин што секоја година си се јавуваат доброволно кумови. Кумовите си прават ручек, им даваат на гостите и вака се собираме во еден поголем број. Заедно со музика, со веселба, со оро и песна го прославуваме овој празник. Затоа еден апел до сите кои што на овој ден не сака да ја прослават, нека повелат во Свети Великомаченица Недела, село Шурленци, Сирхан, 20 јули, секоја година ќе ни биде чест и задоволство. За многу години да е на помош. За многу години ден од Света Недела. Јас сум Светлана Наунов, по потекло сум тука од Шурленци, мажена во Скопје моментално живеам. Ланската година се пријавивме заедно со мојата сестра да присуствуваме на оваа веселба, се пријавивме доброволно да бидиме куми на оваа веселба и чест ми е, ги поздравувам сите и сите што сакаат, ги покануваме тука во Шурленци на 20 јули во Сирхан. Кој што сака за здравје, за берикет, за убавина, да си се пријави за кум и да си учествуват и тој на оваа веселба. И кои не сакат, сите што ќе поминат, поканети се тука да присуствуваат на веселбата и да ручаат заедно со сите нас. Благодариме и напомош нека ни е Света Недела. Поздрав до сите гледачи. Да, сестра ми исто, таа е Снежана од многу години.
Во непосредна близина на овој македонски православен духовен храм, поточно речено на 2 километри североисточно стење, преспанските езерски води ја заплискуваа плажата посејана со ситен златникав песок во Тешево, туристичка населба дарена со туристички раскош. Се упативме во правец на оваа плажа. Од мекоста на песокот додека газавме по езерскиот брег, имав чувство како да сум на јадранскиот улцин. Ми се причинуваше како да сум на Перистер. Тоа е волшебната убавина која ја создала природата и му ја дарила на Отешево. Јас сум Љупчо Нечовски, роден сум во Преспа, поточно во село Болно. На 30 години заминав во странство, поточно во Америка, во Њу Џерзи, со фамилијата. Имам 2 деца, машкото ми е родено тамо, а девојчето на 6 месеци го зедовне во Америка. Отидовне за 2 години, останавне 27 години. После толку време се враќаме во Преспа, тоа што го спечаливне, дело тоа што го спечаливне, сакаме да вложиме во Преспа, да заживее регионот како што беше пред 20 и 30 години, многу позната во цела бивша Југославија. Се враќаме во Преспа, еден од најубавите краеви во Македонија, не затоа што ние сме отука, затоа што тоа го гледам и луѓето од странство, туристите кои идат и се восхитени од убавината на Преспа. Едино Преспата, и тие викаат, и ние го знаеме, дека има скоро 7 врсти на туризам, почнувајќи од летен, зимски, ловен, риболовен, селски, спортски туризам и како што е овај дел во Отешево, каде што сме сега лоцирани, е израствениот туризам. Гледам во овие 3 години колку што сме тука, почнуваат да се развива туризмот, поново да се враќа на тоа што беше пред некој време, само ќе му треба подолго време. Странските туристи се враќаат, а исто и домашните. Не е лесна работа, е макотрпна работа, се надпреваруваме со земји кои имаат многу подобри услови од нас, почнувајќи од Грција, па Албанија, али убавините ние што ги имаме, природата што ни дала, тие тоа го немаат. Доаѓаат велосипедисти, параглајдери. Патеките на Галичица се едни од најубавите што постојат во Македонија. Се поголем број од локалните млади доаѓаат со велосипеди. Заживува регионот и гледаме светла иднина во тоа. Ние имаме моментално 23 соби, тие се со дупли кревети и помошен лежај. Фактички за еден автобус да биде сместен. Располагаме со сала за 70 гости, со опремена плажа, лежалки, чадори со бар на плажата и сите тие други работи што одат. Преспанското езеро е еден од најголемите бисери на нашата земја, каде своевремено и јас и многумина од мојата генерација ги правевме првите чекори во совладувањето на пливачките вештини. Инаку Преспанското езеро е познато по својот жив свет, по крајбрежието, по природните убавини, по изворите, по геолошките, по геоморфолошките и по неговите хидролошки карактеристики. Би кажал општо дека Западна Македонија е позната по незините водени потенцијали. Меѓутоа, во главном тие водени потенцијали се користат за енергетски и мелиоративни цели. Меѓутоа, предноста на водното богатство е во тоа што може да го зголемува економскиот потенцијал и да врши преобразба на природниот простор, каде што се чувствува влијанието на средоземната и континенталната клима. Околу Преспанското езеро
Значи, околу самото езеро се наоѓаат многу високи планини и многу планински венци, помеѓу кои планини и планински венци се наоѓаат обработливи и питоми полиња, односно многу убави обработливи површини. Во езерото се наоѓаат многу видови риби, како краб, клен, нивички, плашици, јагули и многу други. Во густите шуми на околните планини околу езерото се наоѓа многоброен дивеч, кој што представува вистински магнет за ловците. Деновите се менуваат еден за друг и сите се слични на себе и не постои некоја резка граница при промената на годишните времиња. Спектар со различни бои има во текот на целата година без разлика на годишните времиња, благодарение на благата клима која што владее на овие простори. Доколку сакате да го доживеете вистинскиот спокој кој што го нуди овој крај, тогаш треба да дојдете при крајот на септември и до средината на месец октомври. Тогаш имаме одбиени сончеви зраци од езерската површина, имаме зажарено небо, силуети на кајчиња, риболовци и шетачи кои што ги користат последните сончеви денови. Значи, развревените капачи, големите метежи и гужви тогаш ги нема. Останати се само оние љубители на природата и луѓето кои што сакаат, но и знаат да ја ценат и да уживаат во убавината која што ја нуди прекрасната езерска шир. Сакам да нагласам и на друга работа, дека всушност овде имате магичен допир на брегот на езерото, на грандиозноста, на величието, на дивоста и на немирот, со спокојот и со длабоката тишина, односно молчеливост од планината и езерото кои израчат и кои што неизменно се менуваат. Убаво е да се доживее и да се дојде овде на брегот на езерото, да се доживее тој преломен момент, тој неверојатен спој кој што е премногу силен и интензивен, кој што е емотивен и инспиративен и кој што допира во најмекиот дел на човечката душа и на човечкиот духовен ентитет. За да го доживеете ова, дојдете во Преспа. Започнете и вие ваша приказна од врвот Магара. Продолжите ја пловејќи низ преспанските езерски води, покрај езерското преспанско крайбрежје. Јас, драги мои, остануваме натаму во Преспа, а дел од приказните од регионот Преспа, заедно со моите домајкини, единицата на локалната самоуправа, општина Ресен, од Ресен, и ренџерите од Ресен, ќе ви доловиме во наредните неколку документарни патеписни емисии што ќе следуваат.